Најмалку до 6-тиот месец да се практикува доење кај бебињата, препорачуваат педијатрите во Штип по повод Светската недела на доењето. Велат најдобрата храна на бебињата е мајчиното млеко, природен лек што обезбедува идеален почеток на животот. Клиничка болница Штип е борец за здравјето на најмалите, со строга забрана за употреба на адаптирани млечни формули, вештачки млека, а се во име на едно природното доење. Штипската болница и оваа година е дел од светската иницијатива Болници пријатели на бебињата, програма поддржана од Светската здравствена организација, која промовира исклучливо доење уште од првиот ден по раѓањето. Клиничка болница Штип е една од болниците која што е вклучена во иницијативата на УНИЦЕФ и на Светска здравствена организација Болници пријатели на бебињата, програма или иницијатива која што служи за промовирање на доењето. Постојат неколку чекори со кои што се служиме за промовирање на доењето. Во нашата болница е забрането користење на адаптирани млечни формули и вештачки, било какви видови на вештачки млека. Понатаму забрането користење на цуцли, едукација на целиот медицински персонал за важноста на доењето кај бебињата и едукација на мајките за значењето на доењето за здравието на бебињата. Ексклузивното доење кај бебињата од страна на Светската здравствена организација е до 6-тиот месец. Меѓутоа тоа не значи дека после 6-тиот месец треба да се прекине со доењето. Се зависи од мајката, од желбата на мајката, меѓутоа препораката е минимум до 6 месеци да се практикува ексклузивно доење или доење со мајчино млеко. Дека мајчиното млеко ги содржи сите значајни елементи кои што се важни за растот и развојот на бебето, согласна е доктор Гацова. Таа потенцира дека мајчиното млеко го заштитува новороденчето, кое што во првите 2 месеци нема никаков стекнат имунитет. Мајчиното млеко ги има сите значајни состојки за раст и развој на едно новородено, не само нутритивни елементи кои што ги има и во сите адаптирани формули, туку е многу битен и за развојот на имунитетот на новороденото, затоа што антитела од мајката се излачуваат преку мајчиното млеко и го заштитуваат новороденото, кое што во првите 2 месеци од развојот нема никаков стекнат имунитет. И тоа постојат одредени причини од кои што одредени мајки не можат да воспостават доење кај новороденото, дали се тоа некои болести кај мајката или пак примање на одредена терапија поради која што е контраиндицирано доење. И тие мајки секогаш кај тие мајки даваме можност да се користи адаптирана млечна формула како замена за мајчино млеко. Иако е дозволено користењето на адаптирано млеко за оние бебиња кај кои мајките имаат проблем со доењето, сепак педијатрите потенцираат дека оваа пракса е под многу строги критериуми, кои што се многу ретки.